Надлажување или Дели Петрова краставица. Чита Александар Станојков. Дели Петро, кога бил во детинство, посадил една семка од крастаица и му никнала една ластунка, заради му се погодило времето и работењето на ластунката, ти одошто беше потерала деничлија не да полази поземи, ами ти потерала на угоре. Кога ти расла, мене лага, тебе вистина, вишно небо беше пошла. Дели Петро беше рекол, чекај да се вкачам кај Господ по ластунка, за да видам што правит. И туку беше му се испредил по ластунка, за да се качуват од мишка на мишка по ластунка, кога се качувал, и туку дошол на врвот од ластунката, и еве ти го небеси се нашол. Прошетал по небеси вамо тамо, разгледал што има, што нема, го видел Господ кај ручал млеко попара и пак се вратил назад да си идит по ластунка. Тргнал пак да си слегуват од мишка на мишка и држ се за лисјето, де да слезит, страф и трепет беше го ватило, чунки беше излегол ветар, ти се нишала ластунката како лобода. Полека, држ се, чини, јако и слегуј, и дури беше дошол до стреде и беше го стемнило, се најде во небрано. Човек не е ни угоре, ни удолу. Де, мореал, си рекол сумот, ќе се гинит сега овде. Ај, на име Божие, си рекол, ќе лежам овде, да што сака нека бидит. Се свил како куче на мутавче за да спиет. Арно, ама, не би час, беше завел еден ветар студен, што дури свржал, беше му застудело јако. Станал да седи, арно, ама ватиле рацете да му земнат, ватил да си укат, да истискат ѓоа да се истоплит, немал вајде од ништо. Колку идело, поеќе му земнеле. Де мореал, беше се уплашил, да не се додржит. Веднаш беше се сетил од имал еден шилец во појасот, го извел и пробарал вамо тамо, та нашол една игла и го расцепил шилецот и ти направил една страна дрва цепени, секнал со огнилот еден трат и запалил дрвата. Кога се вивнале брате мил, орман атиши беше се сторил. Беше ми ти се изгреал јако и си легнал, та паша иши си спал. Утрото рано станал, се измил образ, се изчешла, се рашетал, се прекрастил и опуштил ногата да слегуват. И туку беше ти се отркале удолу, кателе, кутеле, колку што падјал наудолу, толку се силел и кога паднал на земи, од што силно паднал, беше ти се закачил в земи до појас. Опнал да излезит, веднаш не можел, бреде, опнал уште еднаш и трети пат му останала ногата в земи, уште еднаш шлибнал, што да можит и да не можит, и другата нога беше остел внатре. Од сила, кога излезе од земи, беше се претркалел гас преку глава и беше му се закачила главата в земи. Тргна јако и таа беше му останала в земи. За късмет, еве ти некој аргати со мотеќи и казми беше и викнал Дели Петро за да му ја откопаат нозете и главата. Се погодиле аргатите милостливи и му се вратиле, та му ја откопале. Зел една сеќера и отишол да сечет ластунката и во сечењето беше му се откинала, та беше му се закачила во една тиква. Пошол да ти ја бара во тиквата и ето ти еден камилџија ти нашол внатре. Море камилџио бре, му рекол Дели Петро, да се најде една сеќера бре во тиквана? Море, јас 9 редови камили ги загина во тиква и не можам да ја најдам. Ти сакаш да најдиш сеќера? Беше се исмеал Дели Петро и беше си ошол по работата.